Резултати, надпревари, разговори од светот на спортот во емисијата Топ Спорт. Секој петок од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Специјализирана емисија за спортот и актуелностите од него. Топ Спорт. Денеска во студиото на Радио Слободна Македонија во неновото издание на емисијата Топ Спорт гостин ни е светскиот кикбокс шампион и репрезентативец на Македонија Димитар Ѓорѓиев. Ѓорѓиев, добре дојде во студиото на Радио Слободна Македонија и уште еднаш ти благодарам што ја прифати поканата. Добро те најдов, ти благодарам за поканата во емисијата. Димитар, не е лесна работа да си светски шампион, не е лесна работа да си кикбоксер. Па еве нешто повеќе да ни кажеш за овој спорт и кои се твоите почетоци во овој спорт и која е твојата специјалност? Точно дека не е лесно затоа што носиме голема обврска со нашиот спорт. Нормално нели сите тренери кога почињаме ни кажуваат и не подучуваат дека тоа што го тренираме во сала не смееме да го користиме надвор од сала. И моите почетоци ги започнав во мојот се уште матичен клуб во Неготино. Можеби најубав период од мојот живот ми беа тренинзите таму. Тренирав 8 години во тој клуб, се уште се настапувам за тој клуб. За викенди кога си одам во Неготино, нонстоп сум во сала. Како се најде во овој спорт? Ете, за твоите почетоци малку да поразговараме. Заборави во самата најава да кажам дека си член токму на Гладиатор од Неготино. Па во Неготино нормално мало градче, нема многу избор. Дознав дека се отвара кикбокс клуб. Не знаев што е тоа, сакав да пробав, видов дека е доста интересно. Не е како што замислував, нема агресивни толку многу луѓе, нема негативни луѓе и ми се допадна ептен, па почнав да тренирам. Ајде малку повеќе да позборуваме за овој спорт. Сите ја гледаат па ајде да кажеме темната страна. Мисля дека кикбоксерите се во наводници хулигани, дека се тепачи, но сосема поинаква е страната на овој спорт, знаејќи дека сепак се работи за големите интелектуалци, луѓе кои што се посветени на спортот и кои што го применуваат само на татамите или пак во рингот, сега тоа со надпреварувачки карактер. Да, тоа е многу грешка и не знам зошто се има таа представа токму за нашите спортисти и за моите колеги, бидејќи ние баш сме спротивното од тоа и многу луѓе што претходно правеле проблеми, што се немирни, што имаат вишок на енергија, доаѓаат кај нас, изфрлаат таа негативна енергија и баш со нашиот спорт се прави трансформација. Се надевам и сите тие што се прашуваат како е тоа и како изгледа, баш треба да пробаат за да видат дека сме во право тоа што го кажуваме. И сега да позборуваме за кикбоксот. Што всушност и кој спорт е, да ги направиме тие разлики, што е лоу кик, кик лайт и уште други категоризации што се прават во рамките на овој спорт? Имаме повеќе дисциплини, бидејќи кикбоксот е во споредба со карате, со бокс, понова дисциплина, понова спортска дисциплина, со тоа што има повеќе поддисциплини. Дисциплините кик лайт, лайт контакт, семи контакт се изведуваат на татами, се слични како во ринг, но се малку поразлични правила со тоа што е разликата? Разликата е во тоа што тие се на почетокот измислени дисциплини, бидејќи се преземени дел од ударите од карате. Карате се изведува на татами и се преземени некои правила од карате, каде што кога судијата почесто ги разделува борците, не му дозволува 100% удар и некои си такви правила. Но со текот на времето, бидејќи кикбоксот го измислиле, дел од луѓето што го измислиле биле каратисти, сакале да направат некоја поатрактивна дисциплина за публика. Со тоа што почнале ги ставиле борбите на ринг, како фул контакт, лоу кик, К1, се со цел да повикаат, да прават шоу. Така настануваат и тие дисциплини, за почеток фул контакт, каде што борецот не смее да удира во надколеницата. Потоа прават некој двомеч Америка со Тајланд, каде што тајланџаните му е дозволено сите удари низ цело тело, со тоа што потоа дознаваат дека не му е усовршена доволно дисциплината фул контакт, па додаваат и лоу кик, па се на крај и колено и лакт. Како изгледа една борба? Како се собираат поени? Малку околу деталите за она што луѓето навистина не го знаат што се случува во рингот или пак на татамите.
сите луѓе мислат дека ставаш ракавици, одиш и се бориш. А баш спротивно од тоа, за на еден турнир ти да добиеш поени, мораш ударот да го изведеш точно, правилно и доволно силно за судијата да ти даде поен. Без разлика дали е најлесната дисциплина, семи контакт, или малце на татами потешките лайт контакт, кик лайт, мораш ударот да го изведеш доволно силно, правилно и технички за да добиеш поен. Многу борци се бунат после борба зашто тие биле активни, но немаат поени, но тие не ги изведуваат правилно ударите. Бидејќи кикбоксот се трудат и е на чекор да влезе во Олимпијада, судиите се многу строги. Многу често се даваат дисквалификации. Се проверува до детал опремата што ја носат борците. Морат да бидат заштитени, морат да носат кациги, морат да носат стрикно наведени ракавици, суспензори, гумица за заби, се со цел да се приближиме кон врвот Олимпијада. Како изгледа еден тренинг на светски шампион? Еден тренинг кога зависи во кој временски период од денот. Наутро најчесто правиме кардио, трчиме малце вежби за снага, а навечер правиме техника. Еден тренинг во суштина не ни смееме да имаме, мора да има најмалце 2 тренинга на ден, со тоа што секој тренинг почиње со убаво загревање и на крај нормално убаво растегање на мускулатурата за утре дента кога ќе дојде ред повторно да правиш тренинг, да бидеш свеж. Исто така мора да ги напоменеме твоите успеси. Ти си во серија 3-кратен шампион. Освен ова што го знаеме како официјална информација, што друго имате во текот на годината и кои се твоите позначени успеси? Кога се во прашање оние надпревари кои што представуваат трофеј на некоја држава? Затоа што ги имате многу во светскиот куп. Да, покрај светско првенство се одржува еднаш на 2 години. Тоа не е официјално, сите борци се спремаат за тоа, пробуваат да се докажат за нивната држава да ги донесе на тоа светско првенство, бидејќи во една категорија и килажа сме само еден представник од репрезентација да настапи. Но да дојде моментот за тоа светско првенство, имаме многу попратни меѓународни турнири, интернационални, балкански и светски купови. Јас до сега мислам дека околу 20 такви интернационални купови имам освоено и околу 6 или 7 каде што сум бил прогласен на најдобар на цел турнир, кои што ми се така побитни, подраги и многу сум се мачел да ги освојам нормално. Како кикбоксот влијае на твојот живот? Па според мене многу позитивно, многу добро, ми го промени животот, ми го промени на добро, бидејќи имам многу вишок на енергија, доколку не направам тренинг не можам да се сконцентрирам ни за една обична работа да ја завршам. Кој ти е идол и инспирација во кариерата? Па често го спомнувам турски борец Гокан Саки, кој што ми се свиѓа неговиот стил, многу чисто, многу технички, правилно ги изведува ударите и секогаш завршува со нокаут. Дали си се занимавал со некоја друга боречка вештина? На почетокот кога почнав да тренирам кикбокс, напоредно почнав да тренирам и борење. Би му препорачал на сите, бидејќи борењето е основа на сите спортови. Дава целата таа моторика. Да, целата таа моторика ти дава многу снага, ти дава многу сила, многу полесно ги учиш потоа другите техники, флексибилен си и нормално кога примаш удари многу имаш издржливост. И сега кога сме кај ударите, како би го опишал тоа чувство после секоја борба и секоја победа? Пред борба имаш многу трема. Тешко ти е, не знаеш што те очекува, поготово на нашите турнири кога ја представуваме Република Македонија, одиме на турнир, се пријавуваме во одредена килажа и категорија и ние не знаеме кој борец ќе се пријави или колку борци од Хрватска, од Италија или од Русија. Едноставно знаеме дека тие земји ќе настапат. Нашиот противник не го знаеме, немаш многу време да го истражиш од кога ќе го дознаеш. Имаш голема неизвестност, затоа мораш да бидеш многу спремен. Кога ќе заврши таа голема неизвестност, цела таа борба, не само и со ударите, потоа ти имаш едно огромно олеснување и нормално си многу среќен, бидејќи си го издржал предизвикот. Освен ти, мора да ги споменеме и останатите членови на нашата репрезентација кои исто така доста успешно не представуваат на меѓународни рамки. Освен ти кој што си во категоријата твоја, не знам 72 беше, мислам 74. Да, 74 си изминал.
тука е Ненад Маноловски, тука е Милан Кубин, имав импресивен настап. Ќе им се извиниме на оние кои што ги заборавме, да. Но ти можеш да не ги представиш целиот национален тим, бидејќи навистина полека зема замав кикбоксот во Македонија и особено под водство на новиот претседател Дејан Митровски Урко и сите оние кои што се ангажирани околу самата таа селекција, околу самото тоа селектирање на националниот тим и последната година дена откако нели претходно светскиот шампионат каде што вие бевте шампиони заедно со Ненад Маноловски, тука е Стефани Тодорови уште многу, како што реков, да не ги забораваме, па сето тоа на некој начин да биде проткаено низ европското првенство во Ултраки во Грција. Ми се свиѓа многу тимот што го имаме и плюс и Боби Илиевски како млад талент, Хадис Рамадани, кои што се трудат многу, докажани се на јуниорските првенства и постигнаа големи резултати. Сега влеваат по сениори и доста добро се пласираат до сега и на меѓународните турнири. И многу ми се свиѓа со тоа што Дејан Митровски Урко бил цел живот спортист, е моментално спортист и точно знае кои борци можат да направат резултат на светското првенство или светско или европско првенство. Во неговиот тим како тренер на репрезентација Драган Атанасовски кој ни праве многу строги и многу тешки припреми. Потоа имаме тешка селекција со тоа што не само ако освоиш државно првенство значи дека ќе настапиш на светско и европско првенство. Мораш да ги издржиш и припремите и селекцијата. Само да споменеме дека досега еве како почна годината веќе имате 3 државни првенства каде што се направи таа селекција, каде што се бираат најдобрите, за да во рамките на Европскиот куп имате многу онака надпревари. И сега оваа година на некој од нив учествуваше. Имаше значителни резултати. Да ни кажеш што освои оваа година и што те очекува до крајот на тековната сезона? Па оваа година освои 2 државни првенства и еден меѓународен турнир во Босна за кој што ме и прогласија најдобар на турнирот. Имав тешки борби, но покрај тоа сум и тренер на еден за мене, според мене, млад талент, бидејќи има 8 победи поред Столе Јордановски, тој е јуниор. Се надевам ќе влезе во репрезентативниот тим за европското првенство кој што го очекуваме во септември и ќе се одржи во Скопје. И очекувам од него златен медал, па потоа имаме светско првенство за нас, па се надевам и јас ќе ги оправдам претходните светски првенства. Ќе одбраниш титулата? Обавезно. Сега, колку е застапен кикбоксот во помладите категории и дали има голема заинтересираност, знаејќи дека паралелно ти си и тренер на оние помлади категории? Сега за сега само тренирам со едно дете, но многу често ми стигаат барања за да тренирам деца. Би сакал да ги тренирам, во иднина сигурно ќе ги тренирам, но сега не би се нафатил да тренирам некој, бидејќи знам дека немам време да му посветам внимание. И затоа сметам дека е неисправно само да имаш членови. Што би им препорачал на самиот крај од нашиот денешен разговор на новите млади борци, надпреварувачи, кикбоксери кои што допрва доаѓаат и дали гледаш некого во нив како замена на тебе? Па има многу, не замена, туку и подобри од мене. И само би му препорачал да не се откажуваат, не значи ако имаат пораз на некоја борба дека е крај на кариерата, туку баш дека е тоа почеток и мотивација. Димитар, ти благодарам уште еднаш што ја прифати поканата. Се гледаме во некоја наредна прилика и да се надеваме и да се радуваме на нови твои успеси и секако на останатите членови на нашата репрезентација. Ти благодарам. Резултати, надпревари, разговори од светот на спортот во емисијата Топ Спорт. Секој петок од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Специјализирана емисија за спортот и актуелностите од него. Топ Спорт.